Се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија и следува уште еден разговор од областа на уметноста. Од 3D уметноста се враќаме во ликовната уметност, а ова утро, почитувани наши гледачи, наша и ваша гостинка е ликовната уметница Ана Митевска. Ана, добро ти утро. Добро утро Добро на тебе. Добро ми дојде во утринската програма. Благодарам. Знам дека си рано-будна, не беше некој проблем Па за да, утринско рано будење и станување. некогаш помалку порано станувам, меѓутоа секогаш зависи од обврските, нели? Те представив како ликовна уметница. Имаш огромна љубов кон уметноста, кон платната и кон боите. Впрочем, тие се и твоја вечна водилка, нели? Сакам за почеток на гледачите да те представиме тебе. Значи, од кога започна твојата ликовна приказна, твојата љубов од каде кон ликовната уметност? За почеток. Да. Немам формално образование. Пред се е ова хоби, така и произлезе. Пред некаде една деценија, пред 10 години, се јави љубовта кон сликарството и покрај тоа што науката си ја вистина наука и јас тргнав по неа, по журналистиката, ги завршив студиите по журналистика. Бев неколку години работев како успешно, нели, како новинар, но тука се најдов на крстосница. Тоа некое недоречено капче произлезе од мене, нели, и се насочив кон сосема спонтано, нели, љубовта кон внатрешното уредување, исто така пасија ми е интериерот внатрешен. Сето тоа допринесе да јас се префрлам зборовите, ги префрлам на платно. Така, на платно. Да. Твојата прва самостојна изложба насловена Саксофон беше во просториите на во кинотеката на Македонија, да, по повод 45 годишниот роден ден на општината Карпош. Да, и јас како жител на Карпош имав право, нели, да се представам. Ајде малку твоите впечатоци од твојата самостојна изложба Саксофон. Ние имаме и подготвено инсерти, фотографии. Јас ќе ја замолам режијата додека зборуваме. Еве, ги гледаме веќе одат на малите екрани. Ова се твоите ликовни дела. Да. Ова е веќе од втората моја изложба, меѓутоа првата беше насловена Саксофон, затоа што постојано сликам со звуците на музиката, например. И цел тој серијал беше пропратен со звуците на џезот. Така и се јави идеја на моја драго, нели, големо задоволство. Присуствува направи еден амбиент, нели, посебен, врвниот инструменталист, саксофонистот Горан Папас. Изложбата помина одлично, таа фузија на моите дела и неговите звуци беше преубава, пријатна атмосфера, така и беше, јас си го велам слоганот секогаш, мојот татко исто ми подари една торта, на која што имаше еден цитат, многу интересен, нека изложбата ти прозвучи како саксофон, и навистина беше така. Одлично. Многу убаво, гледам со какви емоции зборуваш кога се твоите дела во прашање. После ова следеше и втора изложба, напоредно со отворањето на твоето ателје Анарт, каде што впрочем и твориш. Тука ја црпиш, предпоставувам, инспирацијата и буквално сето она што го чувствуваш го прикажуваш преку слика, преку уметност на платното. Твојата изложба беше напоредно со ова, насловена како Пејзажи на умот. Да. Анарт го држите ателјето заедно со твојата колешка Наташа? Да, со мојата колешка Наташа. Тоа е интересен концепт простор. Од идеја се случи, нели, комплетна реализација. Јас долги години сум пријателка, дури и комшики сме со Наташа. Таа исто така сосема друга бранша, нели, е професијата нејзина, меѓутоа и таа црта слика на мандали, точка, да, тоа е сосема диаметрална техника од мојата е апстракција, нејзината се мандали. Се споивме некако, нејзин беше просторот, го поделивме заедно. На едната страна кога ќе се влезе, нели, се мандалите, на другата страна целиот мој зид е со апстракција и помина се супер. Нејзе и беше исто прва самостојна изложба дента на отварањето, некаде се случи пред крајот на април.
И така, имаше многу луѓе, прекрасни скоро, емоции. така пред неколку месеци. Да, тамо реално ги правиме за оние љубители, има интересни средби, обични љубители нели на уметноста. Доаѓаат и разговараме нели за самата приказна на дали тука делото твориш? што се Дали има. може посетителите да те видат на лице место како затоа јас велам тоа е и шоурум од една страна, а и ателје затоа што се твори внатре. Наташа исто во слободно време и таа точка. Имаме многу дела, меѓутоа еве сега последниот период дури почнав и повеќе и со нарачки да правам. Јас долго време 3 години, овие 3 години интензивно нели се занимавам со сликањето, но претходно беше само хоби и ништо повеќе, да. Сега претпоставам кога бевме затворени во тој период, да, карантинските денови си го направија уметниците во нас. Она што сакам да те прашам, која техника? Значи, на која техника сликаш, кој е твој мотив, која е твоја инспирација? Кажа дека абстрактни се твоите дела. Абстрактни се, да, живописни и енергични. Првата серија ми беше со тоновите беа по пастелни бои, земјени тонови, всушност и мојот карактер нели го отсликуваат. Меѓутоа, акрилот е прилично нова техника, абстракцијата не од секогаш нели ја имала и инспирирана од големите сликарски мајстори, нели експресијата ја сакам, колоритноста ја сакам, ме доведе токму тука да се поврзам со абстракцијата. И реално не би заменила било која друга техника, не се не се пронаоѓам, не ми прилега. Имаме ние едно видео на кое што се гледа како ти твориш, како сликаш. Еве, веќе и гледачите може да видат, неодамна е снимено. Да, ова е во Централ паркот. Кај нас тука во Скопје, така? Да, во Скопје. Ова е како изгледат, ова се твоите слики, твоите абстрактни дела. Сега она што сакам да го дознаат нашите гледачи е тоа што за твоите дела, за твоите абстрактни дела слушнаа и јапонците. Имаше еден интересен слоган кој што беше како? Ако се сака, се стигнува и до сака. Да, со рима дури. И да, вистина е, денешниот виртуелен свет дозволува да од едната страна на светот до другата може комплетно за еден час да те дознае некој, така и мене во Јапонија. Преку мојата интернет страница, веб страница имам, каде што ми се изложени делата, на која што се исто и продаваат за продажба се. Меѓутоа и преку Инстаграм профилот, кој што ми помогна многу, затоа што така и ме најдоа еден интересен јапонски весник во едно и платформа која содржи разни статии од областа на уметноста и така се поврзав со тие куратори од тамо. Статијата беше многу интересна, ми понудија да ми направат интервју, со задоволство го прифатив и живописниот свет на абстрактниот експресионизам се нарекуваше исто статијата. Ми помогна многу, ми отвори многу врати. Тоа се наоѓа имаат и во склоп на весникот, каде што име седиштето е во централниот дел на Осака, па така и таму имаат и нивна галерија. Се споивме да во иднина, можеби не оваа година, можеби следната година, бидејќи Јапонија е сепак далеку од нас, да, ќе имам и тамо изложено мои дела во нивната галерија. Што значи ова за тебе? Еве, оваа соработка, што би значила за тебе? Во Јапонија. Сега дигитално ги представуваш твоите дела, така? И кој сака од тамо може да ги купи. Да, слободно може да ги купи. Тамо, значи те промовираат комплетна реклама. Само за Јапонија или во цел свет? Во цел свет, да. Одлично. Глобална платформа е, се поврзуваат сите уметници од целиот свет на секаде. Може и да комуницирате, претпоставам, на оваа платформа. Да. Одлично, Ана, да најавиме она што работиш во моментов. Ти секогаш работиш, твориш, не застануваш воопшто. Прочитав за тебе дека си посебно горда доколку успееш да ги поттикнеш младите да го пронајдат уметникот во себе. Да, вистина е, сакам, тоа? Да. Мојата инспирација, јас сум љубител на носталгија, љубител сум на бои, на годишни времиња, на сеќавања, на мириси, се нешто може да ме инспирира и да ме
тоа што ми е внатрен или внатрешниот свет да се изразам, да го изразам на платното. Да. Така и за младите, сакам да кажам дека секој може да си го пронајде уметникот во себе, годините воопшто не се важни и изразувањето е тоа. Ми се наметнува едно прашање, имав и претходно во разговор со ликовни уметници, кажуваат дека талентот е многу малку, а дека многу повеќе од талентот е трудот. Велат дека 5% е талент, а дури 95% е труд. Ми се наметнува едно прашање, колку дневно поминуваш во сликање? Да, важна е талентот, нели? Многу Секако, е важен, битен е, но многу е побитна страста, љубовта, посветеноста и упорноста. Затоа што со тоа ќе го насликаш, мислам, си ја насликуваш иднината. Нели, со таа страст, со упорност, време можеш имаш да цели, поминеш во ателје? Можам да поминам неколку часови од некогаш и дома, кога работев, например, во доцните часови, тоа беше, например, од 12, од 1, па до сабајле ќе ме фати до многу рано изутрина. Меѓутоа, инспирација некогаш немам, некогаш имам, некогаш повеќе, некогаш помалку. Постојано сликам и среќна сум за тоа, затоа што така умот не ти размислува. Во едно неодамна, во последно интервју исто и кажав дека така умот не ти размислува на секојдневието, туку слободно патува низ визуелниот свет со сликањето. Баш така. Кажавме дека си неуморна, дека нон-стоп сликаш, експресија на твоите мисли и чувства. Се гледа дека си многу емотивна и чувствителна. Да најавиме оно што е следно од тебе. Следува уште една трета изложба насловена како Тиркис. Каде ќе се планира? Кај вас во ателје или нешто поголемо? Тоа сакам да биде, зависи сега од периодот. Ако се случи есента да се реализира, тоа е многу интересен проект, каде ќе има повеќе случувања, затоа што Тиркизот и во самите бои, сега цел серијал што го правам, неколку имам веќе 7-8 веќе направени слики, цел серијал Тиркизот ја дава символиката на има многу символики на спокој, на мир, на со Тиркизот се поврзуваат многу работи во уметноста конкретно и сакам да поврзам еден склоп да направам со и уметноста и музиката, па ќе биде тоа интересен еден проект кој што ќе се реализира во септември, меѓутоа каде точно не знам, зависи се од времето, дали во затворен, и јас би сакала на отворено да биде. Значи, што ме на отворено мора да биде порано, побрзо, додека не ни дојдат оние студени денови. Се надевам дека ќе биде септември. Се надевам ќе не информираш, да можеме да присуствуваме и да биде повторна прилика да се сретнеме. Интересни наслови на изложби: саксофон, пејзажи на умот и Тиркис. Саксофон кажавме како, Тиркис објасни, пејзажи на умот не ми објасни како дојде тоа име. Пејзажи на умот е затоа што се патува и јас велам секогаш умот е логички не треба да размислува, треба да му се даде да навлезе во длабочината, нели, да го види бесконечното, а не конечното и така тоа патување, нели, да те однесе секаде. Секој низ различна, нели, апстракцијата не се гледа, не може да се види, туку да се почувствува, така да секој со тоа патување да си се однесе таму кај што си сака и кај што си замислил, да. Впрочем, и како беше, најбрго се патува и најбрго се стасува до саканата дестинација, патувајќи низ човековите мисли, нашите мисли. Така, да. Имаш две ќерки, дали тие можеби се љубители на уметноста, има ли кај нив нешто уметничко? И двете се тебе и од сопругот? И двете се, и музикални и уметнички. Да, уметнички души се, уметнички души се и двете. Повеќе се по сликањето или по пењето? Две прекрасни ќерки, мања е помалата е повеќе по пеењето, нели, меѓутоа она црта слика портрети, има фат многу. Ања, например, архитектура е, она веќе оваа година ќе заврши на факултетот на архитектура. Таа повеќе црта контури, исто, има двете осет за уметност и за сликање. Тука сме веќе
при крај на разговорот. За крај сакам да те искористам вака како млада личност, жена која што на вистина има голема љубов и амбиција кон уметноста. Еве сите оние млади девојки, жени кои што не следат во моментов, кои што би сакале да се занимаваат со оваа уметност, еве една порака од една убава емотивна уметница како тебе. Да, па јас би им посакала на сите, без разлика дали се млади или стари уметници, секогаш има време за се, ако се сака, нели, ако се работи со љубов, со страст, би им посакала да го сонуваат својот сон и никогаш да не ги спречува ништо, да немаат никакви стравови, предрасуди, само слободно и секогаш кога е така, кога е и спонтано и кога е човек полн со самодоверба, сигурно ќе успее и ќе донесе многу резултати целата таа работа и труд. Така е. Ана, ти благодарам за гостувањето. Ти посакувам многу успех во сето она што го работиш. Посакувам успешна трета изложба Тиркис. Јас се надевам ќе бидеме поканети на отварањето. Благодарам уште еднаш и многу успех понатака. Ти благодарам и јас на тебе.